Во оваа куќа, во предградие на Софија, е регистрирана Фондација Македонија, чија главна цел по се изгледа е ширење на идеите за голема Бугарија и за бугаризација на македонците. Фондацијата била регистрирана во април минатата година, а на нејзиниот официјален вебсајт пишува дека станува збор за бугарска културно-просветна организација, формирана од бугари од Македонија, Бугарија и Албанија. Имаме една цел – населението во Бугарија и Македонија да биде едно општество во две држави. Важна предпоставка за постигнувањето на таа цел е фактот што општеството во двете земји до пред неколку децении беше еден народ кој можеше да има заедничка иднина во секоја сфера од јавниот живот. Помеѓу сработените активности стои дека во текот на 2021 година биле посетени над 50 населени места на територијата на Македонија и биле донирани над 30.000 бугарски книги, над 100 бугарски знамења, како и ресивери за бесплатен прием на бугарски телевизиски канали и пакети со храна на сиромашни семејства. Фондацијата се фали и дека од македонскиот архив скенирале над 3.000 документи и дека планира да скенира уште 17.000. Денес, за прв пат во нашата историја, ги добивме овие документи и по скенирањето ги доставивме до Институтот за историски студии при Бугарската академија на науките за обработка и вклучување во официјалната бугарска историографија. Копија од документите даваме и до Државната архивска агенција на Република Бугарија. Фондацијата не е активна само на терен, туку и на социјалните мрежи каде што шири иридентизам и етничка нетрпеливост. Постојано споделува содржини со бугарски територијални претензии кон Македонија, а активностите се видно засилени откако се потпишаа серијата документи помеѓу Македонија и Бугарија. Повторно ќе бидеме едно. За тоа работиме, за тоа живееме, за тоа се трудиме. Фондацијата не крие дека за своите операции и действија веројатно се консултираат и координираат со официјалните бугарски институции, што може да се забележи од објавените заеднички фотографии со директорката на Бугарската агенција за диаспора. И додека јасно и недвосмислено се повикува на уривање на македонскиот уставен поредок и на нарушување на македонскиот територијален интегритет, суверенитет и независност, не е јасно дали нашите институции ова не го забележуваат, го игнорираат или едноставно не работат на заштита на државата и на државните интереси.